Премиерот Никола Груевски денеска присуствува на поставување камен темелник за изградба на фабрика на компанијата Одава Електрик во технолошко-индустријската развојна зона Охрид Струга. Германската компанија почнува со изградба на фабриката во Струга кај Мислешево. Производната хала ќе се простира на површина од 10.000 метри квадратни во слободната трговска зона меѓу Струга и Охрид. Со оваа инвестиција на германската компанија се најавува отворање на околу 1000 работни места. Одава Електрик произведува електрични инсталации за најпознатите автомобилски брендови. Во веќе постоечката хала на Одава Електрик во Охрид, во рамките на Браунфилд инвестицијата на германската компанија за адаптација и опремување на погонот, беа вложени 600.000 евра. Финишираат разговорите со повеќе странски компании за инвестиции во земјата. Во игра се фирми од различни сектори, дел од нив веќе има донесено интерни одлуки за инвестиции, дел се очекува да донесат ваква одлука во престојните месеци, а дел се уште го скенираат теренот и бизнис климата. Од Македонија во разговорите се вклучени повеќе страни, министрите за привлекување странски инвестиции, Агенцијата за привлекување странски инвестиции, Дирекцијата за слободни економски зони. Ние како Дирекција за технолошко-индустријски развојни зони сме во фаза на напредни преговори со околу 10 компании. Дел од нив треба да донесат одлука за инвестирање во следните 1,5 до 2 месеци. Дел има донесено интерни одлуки, се чекаат интерните потврди и објави од страна на бордот на директори. Се работи за сензитивни берзански информации и многу е важно кога и како ваквата одлука ќе се пласира. Јас сум оптимист дека до крајот на годинава ќе има уште неколку потврдени инвестиции кои ќе почнат да се реализираат во текот на следната година, вели првиот човек на слободните економски зони Виктор Мизо. Германската полиција денеска влегла во 8 објекти во главниот град на Германија кои биле употребувани од радикални исламисти. Во објектите се собирале симпатизери на исламската држава, кои што веројатно регрутирале борци за конфликтите во Сирија и Ирак. Еден од објектите бил поврзан со група која што делувала во рамки на џамијата во Темпелхоф, кој е регистриран како легален исламски верски објект во Берлин. Според полицијата, целта на претресите била група предводена од марокански државјанин на возраст од 51 година, кој што се сомничи за поттикнување лица за активности во вооружени исламски групи, во кои што се борат против режимот на Башар ал-Асад. Меѓу осумничените е и еден македонски државјанин кој што не бил затекнат во 8 објекти каде што влегла полицијата. За него се верува дека се наоѓа во Сирија, каде што заминал со група радикални исламисти од Германија. Македонскиот државјанин по кој што трага германската полиција е роден во Германија, но таму живее со македонски пасош. Полицијата во Берлин не го открива неговото име. Нема информации ниту зошто осумничениот, кој иако е роден во Германија, таму живее со македонско државјанство. Роден е во 1996 година, а станал дел од радикални исламски структури откако бил регрутиран од страна на мароканецот, прво осомничен во случајот што го истражува германската полиција. Еврокомесарот Јоханес Хан побара од сите земји членки на Европската унија да не ги препраќаат бегалците и изрази загриженост дека земјите од Западен Балкан, вклучително и Македонија, може да станат жртви на, како што истакнува, проблемот на Европската унија. Она што е важно и сакам да го кажам е дека земјите членки на унијата, сите 28 на број, мора да ја преземат одговорноста, да преземат фер удел и да не ги препраќаат бегалците на други. Ова е наш проблем, посочи Хан во неговата изјава за проблемот со бегалците, што пред се го имаат Србија и Македонија. Европската комисија утре ќе отвори кривични постапки против државите од Европската унија кои не ги регистрираат странците што влегуваат во нивните земји, соопшти Европската комисија. Според заедничкото законодавство, секој граѓанин на држава што не е членка на Европската унија треба да биде регистриран и да му бидат земени отпечатоци од прсти при влез во унијата. Портпаролката на Европската комисија не кажа кои се државите што ќе бидат казнети, но додаде дека тие веќе биле известени. Грчкиот премиер Алексис Ципрас планира да формира малуброен, авторитетен, надежен и флексибилен кабинет, кој ќе вклучува од 25 до 27 министри, а во него ќе учествуваат и вонпарламентарни и политички неангажирани личности, пишува грчкиот весник Вима. Откако новата влада ќе положи заклетва, Ципрас веднаш ќе отпатува за Брисел на седница на Европскиот совет посветена на бегалската криза.